Добар ден. Седмицата што измина ни донесе интересни случувања на автомобилската сцена, исполнети со развој на новите технологии, пробив на алтернативните и доста политика. Општиот тренд на електрификацијата ги совладува заколнатите октански монструми. Големите производители срамежливо, но одлучно се вртат кон водородот како погонско гориво, додека политичарите сватија дека правдата и економијата треба да бидат на првото место во името на општото добро. Денешното издание го започнуваме со полно забрзување, задвижено од флеш-вестите. За ултимативниот Chiron знаеме дека има 8-литарски ѕверод мотор со 16 цилиндри и 1500 конски сили, дека постигнува 100 км на час за 2,4, а 300 за 13,1 секунда, дека е автомобил кој никој друг не може да го предизвика. Затоа Bugatti реши да го спротивстави со борбен авион од типот Dassault Rafale. Кај него бројките се сосема поинакви. Тој располага со пресметани повеќе од 5700 конски сили и полетува после 250 метри со брзина од 260 км на час. Силите ги одмерија во поморската база во Ландивизо на северозападот на Франција со службениот тест возач на Bugatti Пиер Енри Рафанел, задуправувачот на Chiron. Тој за оваа октанска демонстрација на високите технологии ќе каже дека биле величенствен призор, посебно затоа што во првите пар стотина метри беше побрз. На крајот гордоста на француската авиација сепак победи, но дури откако се вивна во воздух. Порше пријатно го изненади Валтер Рерл за неговиот 74-ти роден ден, подарувајќи му го тркачкиот 924 Carrera GTS со кој тој настапуваше на германскиот рели шампионат во 1981 година. Црно-златниот автомобил во боите на тогашниот спонзор целосно е реставриран. Моторот и повеќето компоненти се задржани исти, а она што не можеше да биде репарирано е заменето. Од овој модел хомологиран за групата 4 се направени 50 сериски примероци и 9 прототипи, меѓу кои и овој на Рерл. Тој со него победи 4 пати и го освои второто место во шампионатот, што беше доволно Порше да се нафати да ја зачува неговата историска вредност. Сето ова предизвика големи емоции кај двократниот рели шампион, кој изјави дека покрај овој автомобил се чувствува 40 години помлад.
Поминаа 3,5 години откако беше представен, а светот скоро ништо не слушна за втората генерација на Тесла Родстер. Очигледно, презафатен со другите работи, тој на Елон Маск не му беше меѓу приоритетите. Но тоа не значи дека не се работеше на него. Инженерите се скоро при крај и ги мачи само уште една работа, како да го имплементираат ракетниот погон што Маск го најави. Тој треба да му обезбеди забрзување какво нема ниту еден автомобил во светот, за кое сосема случајно се дозна дека до американските 96 км на час ќе трае само 1,1 секунда. Иако ова изгледа како сулуда идеја на мултимилиардерот, знаејќи дека се што ветил и остварил, веројатно на вистина така ќе биде. Први ќе дознаат купувачите кои со дебел депозит уште во 2017-та потврдија дека се подготвени за него да платат $250,000 и кои и до денеска не знаат точно кога ќе ги добијат своите возила. Она што го знаате дека тоа нема да биде пред идната година. На производителите кои им го вртат грбот на дизелите, веројатно ќе им се приклучи и Citroen. Одлуката не е донесена, но такво е личното мислење на извршниот директор на компанијата Винсент Кобе. Тој истакнува дека ако пред 5 години пазарното учество на дизелите било до 80% во зависност од моделот и пазарот, сега е помалку од 50%, а за 3 или 4 години ќе се намали на 15%. Дека се навистина се движи во тој правец сведочи и неодамна представениот C5X, кој во Европа ќе биде достапен само со бензински или хибридни мотори. За ова сепак ќе се одлучува на повисоко групациско ниво, иако е јасно дека на марката генерално ќе и биде дозволено сама да бира што ќе им понуди на купувачите. За сега Citroen ја дели филозофијата за секој по нешто, па така новиот C4 согласно неговите технички можности е достапен со бензински и дизел мотори, но и во електрична верзија. Слична ладнокрвност према дизелите веќе покажаа Volvo и Renault, како и јапонските и корејските производители. За разлика од нив, германците и понатаму веруваат дека дизел технологијата се уште има иднина. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја. А сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Погоните на струја стануваат императив во сите средства за транспорт. На овој тренд му поткликнуваат и монструмите кои ја користат електричната енергија само во процесот на производството. Дури и олтајмерите се трансформираат на струја. Сепак, по се изгледа дека ова е само преоден период, бидејќи големите компании се погласно ги најавуваат прогресите во развој на хидрогенскиот погон, кој ветува многу повеќе од сегашната батериска технологија. Започнаа да летаат искри во електричниот пикап сегмент во Америка. После Тесла, General Motors и неколку други нови имиња, сега и Ford го представи својот адут. За разлика од нивните модели, тој е базиран на F-150, кој е најпродавано возило на новиот континент. Тоа му дава право да го користи наследството таложено со децении, заради што и Ford очекува купувачите повеќе да му веруваат. За секој случај, и цената е пониска и стартува од одлични $40,000. Во понуда ќе бидат две изведби со електромотори од 426 и 563 конски сили. Првата ќе има автономија од 370, а посилната од 482 км, додека и двете ќе имаат серијски погон на сите тркала и каросерија со двојна кабина. Можностите за користење различни полначи се бројни, при што на најмокниот од 150 киловати ќе му бидат потребни малку над 40 минути за полнење до 80% од капацитетот на батериите. Внатрешноста му е модерна и добро опремена, а има и два багажника. Носивоста му изнесува околу 1 тон и може да влече приколка тешка меѓу 3,5 и 4,5 тона во зависност од верзијата. Значајно и тоа што Ford F-150 Lightning може со струја да напојува и надворешни уреди. Веднаш по представувањето од Ford се пофалија дека иако ќе започне да се произведува кон средината на идната година, за првите 12 часа се примени дури 20,000 резервации за него. Паѓаат и последните барикади и Lamborghini потврди дека ќе дозволи електрични коњи да му ја сочинуваат ергелата. Веста ја соопшти првиот човек на компанијата Штефан Винкелман, кој ја презентираше деловната стратегија за блиската иднина. Според неа, првиот хибрид, најверојатно Урус, ќе биде представен во 2023-та. До наредната година ќе биде електрифицирана целата гама, а потоа ќе стигне и целосно електричен модел. Целата постапка ќе биде изведена со помош на енергијата од Volkswagen, иако освен знаење, засега не е јасно што италијанците би можеле да превземат од матичната компанија. Очигледно не многу, бидејќи за овој пресврт во технологиите Lamborghini во наредните 4 години во развој на нови погони ќе вложи 1,5 милијарди евра. Како резултат на тоа, просечната емисија на јаглерод диоксид на гамата ќе биде преполовена. За жал на октанските зависници, сите верзии на атмосферските V10 и V12 машини безусловно ќе бидат пензионирани и заменети со унапредени хибридни погонски единици. Што се однесува до електричниот модел, се претпоставува дека тоа ќе биде спортска лимузина базирана на Porsche Taycan, кој Винкелман без да открива детали ја најави како четвртиот модел во гамата.
Со влегувањето на струјата како погон на иднината овозможи адекватна доработка и на култните модели. Тој тренд започна каде ако не во Соединетите Американски држави, но полека ја зафаќа Европа. Како би можела да изгледа реставрацијата на модифицирана форма во светот познат стил како рестомод, покажа Opel со уникатната Manta GSE. Manta GSE електромод ја комбинира класичната форма на каросеријата со новото лице на марката Визор и модерниот погон на струја. Со 147 коњски сили, електричната Manta дури ги надминува вообичаените 100 киловати резервирани за електричните автомобили на Opel. Литиум-ионската батерија на ревијалниот автомобил има капацитет од 31 киловат-час и на тој начин овозможува просечна автономија од околу 200 километри. Широк чист панел како во Мока ги заменува класичните тргалезни инструменти во Manta електромод. На два интегрирани широки екрани ориентирани кон возачот со големина од 12 и 10 инчи се покажуваат важни информации за автомобилот, како што се состојбата на полнење и опсегот. Спортските седишта со централна жолта декоративна линија се позајмени од Opel Adam S. Модернизирани и аудио уредот кој пренесува сигнал преку Bluetooth изработен од легендарната марка Marshall. На возилата на водород им престои долг пат до нивното големосериско производство, но тие со леснотија ќе го поминат. Од прилика со вакви зборови Hyundai се пофали за Гинисовиот рекорд што го постигна Nexo, поминувајќи 885,5 километри во едно полнење водород. Тоа на патиштата низ Австралија му успеа на фабричкиот рели возач Брендан Ривс, кој за 100 километри го собори претходниот рекорд поставен исто така од Nexo. Патувањето траеше 13 часа, просечната брзина изнесуваше 67 км на час, а беа потрошени 6,27 кг водород. Овој модел е опремен со втората генерација на fuel cell технологијата на корејскиот производител. Системот горивни келии произведува струја за електромотор од 163 коњски сили, при што се испушта само водена пареа. Трите резервоара каде водород се складира под притисок од 700 бари му овозможуваат декларирана автономија од 666 км. За едно ниво полнење се потребни 3 до 5 минути, но проблем е практично непостоечката инфраструктура за тоа. Низ целиот свет функционираат само околу 450 станици за полнење водород. Цената му изнесува околу $60,000, а досега се продадени околу 10,000 примероци, најмногу во Јужна Кореја. Прегрупирањата во светот на бизнесот се вообичаена појава. Неодамна формираниот Stellantis најави редефинирање на севкупната дилерска мрежа. Политичарите од двете страни на Атлантикот ги закопаа секирите во царинската војна. Дали започнува крајот на одбегнатиот Карлос Гон, чие изведување пред лицето на правдата почнува од Холандија, а Land Rover го изгуби судскиот спор со милиардерот Джим Ратклиф, кој сака да го произведува оригиналниот Defender опремен со сегашна технологија. Го
Стигнува ли конечно раката на правдата пребегнатиот Карлос Гон? Додека јапонските власти не можат да се изборат за негова екстрадиција, а француските се уште не се осмелуваат да го обвинат, холандскиот суд донесе пресуда дека тој на Nissan и Mitsubishi треба да им врати скоро 5 милиона евра. Тоа е всушност сума што тој ја има добиено како заработка од нивната заедничка фирма во Холандија во 2018 година. Двете јапонски компании, чиј председател беше Гон, успеа да докажат дека тој злоупотребувајќи ја функцијата сам себе си доделил таква заработка. Да подсетиме, Карлос Гон беше уапсен во Јапонија во ноември 2018 заради финансиски малверзации кон државата и кон компаниите каде работеше. Некој месец подоцна и Франција покрена истрага против него, а тој после неколку пати продолжен притвор успеа да избега од Јапонија во Ливан. Тој таму живее и ден денеска, бидејќи како нивни граѓанин оваа земја не сака да го екстрадира и покрај потерницата што ја има издадено Интерпол. Карлос Гон од Рено, Nissan и Mitsubishi годишно заработуваше по 17 милиони долари. Stellantis продолжува со дефинирање на клучните основи на својата идна бизнис стратегија. Вестите што овој пат не се поволни се однесуваат на дистрибутерите во Европа, на кои во текот на летото ќе им бидат раскинати договорите што ги имаат. Целта на групата е да се преструктурира дилерската мрежа пред нов модел заснован на мултибренд работење и поголема продажба преку интернет. За да не дојде до застој во продажбата, отказниот рок на договорите ќе изнесува 2 години, заклучно со јуни 2023. Ќе бидат опфатени дистрибутерите на сите брендови кои истовремено ќе бидат повикани на разговори за понатаму. Но не сите, туку само оние кои ќе бидат избрани и оние кои ќе ги прифатат новите правила на работа. Целта е создавање силна локална дилерска мрежа подготвена да се справи со предизвиците што ќе ги донесе иднината, пред се електрификацијата на гамата. Со оглед на позициите на сегашните дистрибутерите на PSA и FCA групите кај нас, во Македонија не треба да се очекуваат некои промени. Раководството на Stellantis планира нова организацијска поставеност на продажната мрежа годишно да донесе заштеди од околу 350 милиони евра. Европската Унија и Соединетите Американски држави склопија примирје во меѓусебната царинска војна. Првиот чекор го повлече Европската комисија, која објави дека нема дополнително да ги зголеми царините од идниот месец како што беше планирано. Целта е да се даде време и можност да започнат разговори за проблемот кој ги наметнаа поранешниот председател Трамп. Со намера да ги заштити работните места, неговата администрација ги зголеми царините за челик и алуминиум од Европа. На тоа од Брисел беше одговорено со поголеми давачки на американските производи за широка потрошувачка, меѓу кои и моторциклите. Тоа од една страна создаде недостиг на суровини на пазарот, а од друга страна вишок производствени капацитети, а ковид пандемијата дополнително ја влоши ситуацијата. Но закупувањето на воените секири засега само ќе придонесе меѓусебниот конфликт да не се заострува, бидејќи позитивните резултати од престојните разговори се сосема неизвестни. Кочничар повторно е американската страна, бидејќи на почетокот на својот мандат новиот американски председател Џо Бајден сигнализираше дека не планира укинување на царините. Докаде отиде и на етењето покажуваат бројките. Европскиот алуминиум во Америка се царини со 10, а челикот со 25%, додека царинската стапка за американските мотоцикли во Европа изнесува 31%.
Ineos Grenadier, кој е можеби најконтроверзниот модел кој се очекува, ќе доцни една година. Овој теренец кој го привлече вниманието со својот дизајн копија на класичниот Land Rover, во основа е сосема ново теренско возило чиј развој е финансиран од британскиот хемиски милијардер Джим Ратклиф. Сметајќи дека се уште постои пазарен интерес за вакво возило, по пензионирањето на оригиналниот Defender, тој побара да ги купи правата за негово производство, но беше одбиен. Заедно со австрискиот Magna Steyr започна да го развива без дозвола од Land Rover, зашто беше даден на суд, но го доби спорот. Во моментов се вршат последните тестирања на вкупно направените 130 прототипи, кои заедно имаат поминато 1,8 милиони километри. Според компанијата, до одложувањето на лансирањето е дојдено заради неизбежната ситуација во која се најде светот минатата година. Производството ќе се одвива во фабриката на Smart во Франција, која лани во декември Ineos ја купи од Daimler. Робусниот теренец ќе биде опремуван со 6-цилиндрични бензински и дизел мотори по потекло од BMW и 8-степен автоматски менувач од ZF. Каросеријата е направена од алуминиум, челик со висока цврстина и композитни материјали, а планирани се стандардна и пикап изведба. Со цени кои се движат околу 50.000 фунти, се очекува годишната продажба да изнесува меѓу 15 и 20.000 единици. Ineos Grenadier во иднина ќе биде опремуван со fuel cell технологија од Hyundai, што не е изненадување бидејќи компанијата на Джим Ратклиф е една од поголемите производители на водород во Европа. Сер Алек и Сигонис го има замислено Мини како мали и ефтин автомобил, но тој со текот на децениите стана култен символ што ја надмина својата големина. Популарноста му беше толку голема што и после 41 година многумина жалеа што прекинува со производство. Токму на картата на носталгијата играше и британската компанија David Brown, специјализирана за мали серии автомобили. За нив класичниот Мини беше предизвик со кој со задоволство се соочија. Откупија 60 добро сочувани примероци кои во целост ги реставрираа, но со модерни технологии. Вградија LED светла, современ инфозабавен систем, квалитетни компоненти и 1,4 литарски мотор кој развива 125 конски сили. На располагање се верзии со 2 или 4 седишта, а можностите за персонализација се неограничени. Првата серија возила, означени како Ocelli Edition, веќе е готова и испорачана на купувачите кои за нив платија по дури 98.000 фунти. Италијанската компанија Chimera подготви вистински десерт за автомобилските сладокусци. Идејата им беше да му одадат почит на рели монструмот Lancia 037 од 80-тите години, кој заради промената на правилата не успеа да се круниса како заслужува. За развојот беа ангажирани инженерите кои некогаш работеа на оригиналот, заради што овој автомобил со право може да се нарече негова модерна реинкарнација. И самиот дизајн
недвосмислено укажува на тоа. Кимера Ево 37, како што е наречен, предизвикува возбуда уште само кога ќе се погледне, без да се знае дека е задвижуван со 2,1 литарски мотор со 2 компресора и 500 конски сили. За нивни пренос на задните тркала е задолжен 6-степен мануелен менувач, а лесната конструкција од карбон, кевлар, алуминиум, титаниум и челик ветува ултимативни перформанси. Бројките не се соопштени освен една, дека ќе чини 480.000 евра. Ќе бидат направени точно 37 примероци, чија испорака ќе стартува од септември. Овие 30 минути не беа доволни за да ги сместиме сите актуелни збиднувања на 4 тркала. Од нив ќе ви донесеме повеќе следната сабота. До гледање.